добивам разни информации дека во моментов, еве тука имаме представници од Министерството за внатрешни работи, особено господинот Дејан Андонов, дека во моментов истото се случува во рамките на издавање на пасоши, лични карти и возачки дозволи за сето оно за што јас ги осудив овие други службени лица. Значи, едноставно, како оваа присуда да не е ни донесена. Никој не се замара и се уште имате изработка на патни исправи, на лични карти и на возачки дозволи преку ред, со врски, преку познати луѓе, па и секакви начини на корупција. Значи, јас не знам како да допре оваа присуда правосилна, кај што се високи затворските казни, значи највисоки од максимум 3 години, затворските казни се 2 години и 7 месеци, 2 години и 5 месеци, така да би требало нешто да се превземе повторно во тој дел кај што е за одделот за патни исправи, да не дојде повторно до еден ваков судски предмет и едноставно да нема кој да работи во тој оддел и во тие служби.